Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107,4 и сите вие кои не следите во живо на Facebook страницата на Радио Лидер или ќе не следите можеби отпосле на нашиот YouTube канал. Помина нова година, нека ви е среќна. Поминаа божикните празници на сите што ги славеа, независно григоријански, јустинијански или било како. Нека ви е среќа, нека ви е со среќа. И тоа, за оние кои веруваат во Бог, Христос се роди, вистина се роди, нели? Така се одговара на се ова. А ние продолжуваме со наш добро познатата емисија Еспресо со Златев и Боцевски. Се враќаме назад. Само пред да продолжиме со сериозните теми, на архиепископот Стефан и на сите Стефани да им го честитам имен ден денеска. Точно така, денес е Свети Стефан по православниот календар, на сите Стефановци, Стефани, Стевки, Точно, да. Стевовци, Стевчиња, Стевчиња, да. Стевчиња, да им го честитаме нивниот именден. Немаме навика многу да честитаме имендени, но во празнична вака атмосфера по инерција. Во празнична атмосфера малку поубаво изгледа сето тоа. Се враќаме назад, посилни од било кога и помалку угоени од празнициве. 10 дена дома. Плата добивме се. Добивме плата некоја, каква таква скромничка, колку да има, нели, да ставиме и ние некоја паричка во лепчето, од цела фирма само мене ми се падна паричката, се пошегува утрина, дека тоа е исто како на сите да им се паднала, затоа што јас, како се вика, како големиот маршал Тито, све е моје ваше. Одам со таа, нели, со таа теорија, сега се надевам дека нема да се изроди приватизација од нашата редакција. Ивица, ние имаме монопол ово утро, затоа што сме единствената редакција во оваа земја која има човек кој има широки познавања за Бразил, тоа си ти. Подолго време беше, нели, амбасадор таму, цел еден мандат и многу подобро од нас ги знаеш случувањата таму и политичката сцена таму. Ние знаеме само дека има некој Болсонаро кој помалку ни е така чуден лик. Има некој Лула кој ни е исто така чуден лик. Едниот е левичар, другиот е десничар, двајцата ми се чудни ликови, мене барем. Некако не ми влегуваат во она, како да ја наречам, матрица на светската политика. Малку се порадикални во своите гледишта, едниот на лево, другиот на десно, од што сме навикнати да гледаме во Европа, во Северна Америка. Па ако сакате и во Азија, во голем дел од земите, малку се поизразени. Синоќа, според многумина, имаше обид за државен удар во Бразил. Синоќа во Бразил, приврзениците на поранешниот председател Болсонаро, кој што на улици редовно протестираат по изборите, барајќи воена интервенција и воен удар во Бразил, ги пробија бариерите пред седиштето на федералната власт и влегува во трите дома на власта. Влегува во Националниот конгрес, влегува во кабинетот на председателот, тоа е Палатата Планалто, и влегува во Врховниот суд на Бразил. Тоа траеше некои 2-3 сата, додека да се нареди додека председателот Лула не нареди федерална интервенција. А во меѓувреме А што значи таа федерална интервенција? Дека Националната гарда, војската и федералната полиција интервенираат, затоа што види јавната безбедност во Бразил е на државите.
Значи да. во федералниот дистрикт е на градоначалникот. Нормално затоа што Бразил е федерација огромна И држава. сега види денеска веќе, односно вчера, по наредба на председателот на Врховниот суд на Бразил, Алешандре Мораеш, Ибанеиш Роша, кој што е градоначалник на Бразилија и фактички раководи со федералниот дистрикт, е суспендиран. Затоа што се смета дека додека 90 дена е суспендиран, дека да се испита дали е негов пропуст и колкав е негов пропуст тоа што Влегле овие. Униформираната полиција и секторот за безбедност на федералниот дистрикт не интервенирал и не спречил овие да влезат во зградите. Сега сцените беа непријатни затоа што се виде дека пробиле, дека влегле внатре. Од сите информации што ги имаме, најверојатно се исчистени зградите. Една сигурно е исчистена, тоа е палатата Планалто, затоа што вчера Лула од таму одржа пресконференција и ги повика и камерите да се обрати, рече дека утре денеска, значи таму е ноќе се, нели? Продолжува работата на федералните власти. Јас само би сакал да ја пофалам еве и македонската амбасада во Бразилија. Од нашата заедница таму слушнав дека постојано биле во контакт со народниците и со луѓето кои што имаат државјанство вакво. Ивица, ги гледам сликите во моментов на Дојче Веле. Гледам дека сите помалку или повеќе се со бразилски знамиња на себе. Не, тоа е, види, тоа е затоа што ова што ти го кажа. Види, тоа порадикално, ајде да го смениме. Значи, друг е дискурсот, друг е наративот. Очигледно станува збор за, пошто не знам у Бразил дали постои воопште национализам, но како не постои, види, станува збор за националисти, патриоти. Не, значи вака се боите на приврзаниците на Болсонаро се боите на да речеме жолтата и зелената, боите на бразилското знаме. Да. И бразилски знамења имаат на секогаш. Не, зошто е тоа така? Затоа што боите на приврзаниците на Лула беа традиционално црвени. Од кажи го да милион како левичар, црвена е бојата на левицата, така. Така што тоа е една поделба во нивното општество која што навистина дојде до израз овие избори. Од една страна беше Лула, од друга страна беше Болсонаро. Болсонаро е чуден лик, Лула не е чуден лик, само да те коригирам. Болсонаро е чуден лик затоа што, например, во било која политика изјави од типот да се обратиш на колешка пратеничка да ја кажеш толку си грдаш што никој не би те ни силувал, или пак кога го даваш својот глас за отповик на председателката Дилма да го посветиш на офицерот од военото разузнавање кој што ги водел мачењето на измачувањето на левичарските како да ги речам активисти, меѓу кои што и Дилма е вон секоја здрава памет. Да речеш дека во еден Киломбо се наслаби кај што живее главно црно население. Видовме според многумина една бразилска и дури многу по-рутлес, сирова нели верзија на Доналд Трамп според многумина. А не е така, затоа што различни се извиди. Доналд Трамп е милиардер. Доналд Трамп е една ова е поранешен капетан. Ова е капетан, види, и сега не сакам никого да навредам тука, меѓутоа има разлика кога некој ќе се пензионира како капетан од војска и некој ќе се како генерал. Да. Тоа е исто како во Македонија. А у Бразил кој знае колку генерали има, нема 7-18. Ама не се ни многу. Види, и тоа исто како кај нас кога некој нели ќе влезе во политиката како универзитетски професор, некој ќе влезе како асистент. Што ги имавме такви случаи. Шекеринска, Јани Макрадули. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека станува збор за еден лик кој што копне по времето на воената диктатура, зборам за овој само да историски, јас знам, но на слушателите да им објаснеме од кога до кога трае. Од 64-та до некаде 85-та, еве да речеме, затоа што види, тој периодот нивни кон демократија. Значи 20 на години. Да не е малку тоа, види. Добри 20 години. Во Бразил има воена диктатура. Како изгледала таа воена диктатура? Затоа што ние на пример знаеме за Евита Перон, знаеме за Аргентина, знаеме за Уругвај. Различно е. Во Бразил немам некоја толку голема, како да кажам, некоја толку голема суровост слушнато светот за овој период, за разлика од Аргентина и од Уругвај, би рекол. И Чиле нормално се ради. Да. Види, прво диктатура кој диктатура е сурова. Да немаме тука никакви дилеми.
спецификите на бразилската диктатура е тоа што види преголема земја е со премногу разнородни интереси за да може еден човек да се стабилизира на врвот. Така што бразилската диктатура постојано била некоја гужва таму помеѓу генералите. Поише владееле, валјда не се слагале меѓу себе. Не, имало постојано, види, па и во секоја диктатура постојано има некои движења, но покрај генералите во бразилскиот случај, покрај генералите, тука се и дел од технократите, меѓу другото дел од овие бирократите од федералните министерства, дел од дипломатите, кои што се дел од таа владеачка клика во време на бразилската диктатура. Како тоа изгледа? Изгледа војската е главна. Има наместени избори, овакво, кои што треба да произведат некаков си конгрес, некаква си квази демократија и така натаму, меѓутоа ништо од тоа не е. Но војската е главна. Војската е главна и се види, само да знаеш, дека меѓу другото преодот нивни кон демократијата е направен на тој начин што типично би рекол латиноамерикански, во смисла направена една пактирана транзиција. Се договараат политиката со војската дека добро нема да ве чачкаме И обратно. и обратно, така. Сега што е проблемот? Проблемот е што без разлика на сето тоа, војската е премоćна во бразилскиот случај. Ке кажем еден детаљ, на пример, кога апелацијниот суд на Бразил во 2018 година одлучуваше дали да го пушти Лула од притвор, затоа што и тогаш се гледаше дека оптужбата против него за корупција на тенки нозе, на стаклени нозе. Војниот врв беше во постојано заседание тој ден, што сите го разбраа како еден вид на немалку суптилен притисок за судот. И судот одлучи да не го пушти Лула од затвор. Сега, ова најверојатно ќе заврши како после она 2016 година обида за воен удар против Ердоган, односно предпоставам дека сега ќе има една мала Чистка во армијата. Да. И во безбедносните Ивица, служби. сега да расчистиме неколку дилеми кои Ајде. природно ни се наметнуваат нас, особено мене као проамерикански македонец. Се шегувам нормално. Иначе да, проамерикански македонец. Вчера кога гледав на CNN, ти ми го прати линкот, и има тамо некој безбедносен аналитичар со бразилско презиме кој го има CNN, и човекот вика, ова е многу слично со 6th of January, односно 6 јануари, кога исто поддржувачи на Трамп влегуваат тогаш во Конгресот, а па има некои други кои прават паралели дека 6 јануари е многу слично со нашиот 27 април. Сега, како човек што за некој што не ја познава природата на бразилското општество, што не го знава со генералите колку се мокни таму како делува заседавува, делува слично сега. Луѓе влегуваат у Конгрес, луѓе влегуваат у собрание, луѓе влегуваат во палата, во Конгрес исто и таму. исто и во Конгрес и таму. И сега кога ќе ги видиш ти трите слики, тебе ти личи ова многу слично, како што нели на многумина шарена револуција на Мајден многу им личеше, па се правеа цели прилози на таа тема, колку се слични. Сега видовме до кај отиде Мајден, се надеваме дека шарена револуција нема да отиде до таму. Не дај Боже. Но, која е сличноста помеѓу овие три настани и има ли сличност воопшто? Нема слично, затоа што ова е толку површински. Значи, пази, за да се разберат овакви настани, треба да се разбере прво природата на секој општество. Ајде да тргнеме едно по едно. Кога во Америка имало воена диктатура? Ајде да тргнеме од таму. Никогаш. Или кога во Америка имало воена диктатура поддржана од Америка, да речеме така. Во Македонија така да исто никогаш немало. Немало никогаш, да. Потоа, за разлика од да речеме тој се одомаќени тој терминот на Трамп, Deep State, така. Длабока држава. Длабока држава гледаш војската е у Бразил, кај нас е УДБА, овакво. Во Америка е некој амалгам, тоа е малце тешко да го опишеш во Америка како тоа изгледа, но има и тоа. Во Америка мислам дека не е толку длабока држава колку што е координација на администрацијата во остварување на политичките. Па тоа е длабока држава. Да, цели мислам дека повеќе е во Америка административна приказна од безбедносно политичка. Се има, види, значи не навлегува, значи апаратот секојаш кога ќе формираш бирократијата, си има некоја своја инерција, која што е понекогаш за политиката, демократската политика тешко да ја контролира. Ама понекогаш па им е многу значајна затоа што таа инерција знае да ја контролира политиката кога ќе забега. Да се не би разбереме. рекол, види, ја не се согласувам со тоа. Ја мислам дека види
не може народ да гласа и тоа што народ гласал да не даде до израз после. Не, зборуваме и сега види дека тоа ќе беше така во идеални услови во кои политичарите ќе исполнуваат се што ќе ветеа, а немаше да исполнуваат работи кои не ги ветеле. Во моментот народот гласал, народот плаќал данок. Значи сака да види тоа што сега не може некој со некој свој интереси, знаеш. Тоа е која е клучната разлика меѓу бразилската разлика? Затоа што бразилското општество, американското општество и македонското општество се толку фундаментално различни. Елитите во сите општества се толку различни, и овие длабоките држави се различни. Значи не можеш да најдеш паралели. Понатаму, геополитичката слика е различна. За разлика од Америка, која што е една апсолутно суверена земја, посуверена нема. Да. Македонија, вака во тој ранг од тебе, ако ставиме Америка па Бразил, Македонија е најмалку суверена. Добро, и Бразил е прилично моќна и суверена земја, да се разбере. Меѓутоа, сега на пример кој ќе видите сите зборат нели за БРИКС како алтернатива за она што ние го знаеме како меѓународна заедница и дали е воопшто можно да биде нели некаква алтернатива во овој момент покажува нешто тој БРИКС, но е далеку од алтернатива било каква на светскиот поредок, доминантниот светски поредок кој го имаме. И Болсонаро и Лула се поддржувачи на тој проект. Обратно, сега види се, малце тука мораме, тука се тие работи кои што знаеш нашето општество понекогаш влегува во луди анализи. Лула е основач на БРИКС. Добро. Значи БРИКС е ментално, БРИКС е интелектуално чедо на двајца врни дипломати. Од една страна тоа е Селсо Аморим, долгогодишниот бразилски дипломат, министер за надвршни работи во време на Лула, од друга страна е Сергеј Лавров, кој што за наш е попознат затоа што добро. Да, но Болсонаро не го напушти БРИКС. Болсонаро беше оценет како најголема загроза за БРИКС. Болсонаро за време на неговата кампања од 2018 година отворено вереше Кина ние купи државата, ние мораме ова да расчистиме. Болсонаро видовте како се обиде да поспостави посебни односи со американски држави, да се врзи со Трамп во тој момент, значи не само со Трамп како личност, туку со американски држави. Само да се докажам. И сега, значи, во моментов, меѓу другото, види, битката, дека доминантен светски поредок веќе нема, тоа да се разбере. Но битката во моментот е затоа што Лула како личност е една личност во моментов која што е над поделбата. На неговата инаугурација отиде, не знам како се вика и презива, отиде председателот на долниот дом на Руската дума. Тоа не е мала функција. На сред војна. Да. На неговата инаугурација отиде секретарката за внатрешни прашања на Соединените американски држави, пратена директно од Бајден. Отиде, ми се чини подпредседателот на Украинската дума, пази се. Значи збориме како лик. Пак луѓето што гледаат на Бразил како сега со американци или со Русија или со она, значи немојте да го третирате Бразил како третокласна источна европска земја. Да. Значи Бразил е прво огромна територија. По територија колкав дел од Европа е Бразил? Па може цела Европа и поголема. Цела Европа и по народ они се околу 230 милиона. Значи пак исто цела Европа, не, помалку. Западна Европа е да земе некој. Да, цела запад повеќе жители имаат од Велика Британија, да речеме. Од Велика Британија, Франција, Италија, Германија, Шпанија, Португалија заедно, да речеме. Значи станува збор за огромна територија, огромен производител на светско ниво, во најголем земјоделска велесила. Фудбалска велесила, еве тоа го знаеме. Па можеби овој комплекс ова што се караат сега доаѓа и од тој неуспех на светското првенство. Не. Да победеа можеби многу подобро ќе поминеа работиве. Не, но се да се вратиме. Болсонаро вчера малце доцна ги осуди насилството. Слично како Трамп и како Груевски се испонаша. Види, как пак ти кажам, иако нема паралела да ова се некои површински ваки работи. Ајде да видиме сега што ќе се случува сега понатаму. Клучните земји од Западната алијанса застанаа зад Лула. Ја денеска очекувам тоа да се случи и со Кина, и со Русија, и со сите останати. Значи зборуваме Соединетите американски држави. Да, и Блинкен и Бајден реагира. Макрон беше прв од тие врвните лидери. Макрон излезе на Твитер и на француски и на португалски со една голема поддршка за Лула. Претходно морам да кажам дека имавме една работа која сите што ја следиме Латинска Америка,
оваа брзина на координација што се случи таму, значи немаше политичар од Латинска Америка кој што не застана зад Лула. Дури еве Чиле, тебе ти е интересна земја. Во Чили опозицијата, Лјупчо, десницата, тотално застана зад Лула. Во Аргентина и десницата тотално застана зад Лула. Во Колумбија исто така. И десницата застана зад Лула. Обрадор, мексиканскиот претседател, исто така беше меѓу првите кои што излезе и тоа и каже јасно и гласно за кого застанува. Тој континент е заморен од воени удари, од интервенции и така натаму. Многумина дури и отповикот на претседателката Дилма го сметаат за интервенција. Каде што имало некои и внатрешни и геополитички замешателства, факт е тоа. Значи, токму затоа зборам, површински анализи се глупави. Геополитички, во моментов, претседателот Лула се наоѓа во би рекол, американците викаат најсладка, во најдобра позиција. Значи, еве, утре заутре кога ќе седнат, кога ќе заврши овој судиров меѓу Русија и Западот, од една страна, за жал Украина е тука една огромна жртва во оваа мелница. Кој светски лидер може најдобро да служи како медијатор? Па Лула дефинитивно, затоа што и уште еден кој што се врати во игра, иако годинава има избори, Ердоган. Значи, кој може да комуницира со двете страни? мислам дека Ердоган сгреши затоа што прв излета да биде медијатор многу рано. Види, они 20 веќе се обидува. Лула и Ердоган направи еден прекрасен план дипломатски пред околу 10 години и повеќе за излез на Иран од дипломатската изолација. И тука види малце ги понижија сите останати, демек кој сте вие да се мешате, па го замрзна тоа, па истиот план понатаму испадна ко план еден малку поширок, меѓутоа не е битно. Сакам да кажам дека едниот и другиот се големи фаци, за себе имаат страшни дипломати, например бразилската дипломатија е една од светски, не турската исто, но да се вратиме, значи ајде да видиме како ова ќе заврши. Значи според тебе, односно според информациите кои ние ги имаме досега, ситуацијата е веќе локализирана, ставена под контрола. Да, види, меѓутоа истовремено гувернерите и градоначалниците се свестија после ова. Во цел Бразил е дигнато нивото. Утринава, она што малку загрижува е што 3 клучни амбасади во Бразилија кои што имаат информации, американската, руската и кинеската, ги предупредија нивните граѓани да внимаваат. Што е нормално. Што е нормално, види, меѓутоа, како да кажем, значи, да се надеваме дека ќе заврши без последици целата оваа работа, дека нема да има натамошно развој на станите. Јас желам, имаше еден план, види, Македонија требаше да представува министр за надворешни работи Бујар Османи на ова инаугурацијата, не се реализираше тоа, за жал. Инаку прекрасен настан, 17 шефови на држави дојдоа, 3-40 шефови на, како се вика, на собранија. Така што, еве, очекувам денеска меѓу другото, сега да не пикаме и ние песок во глава ко Ноеви, треба претседателот Пендаровски да излезе исто така со поддршка за демократските текови. Апсолутно да. Ивица, ти благодарам за првиот дел од нашата емисија во кој се надеваме дека им расчистивме на слушателите. Сега останува да видиме кој ќе преземе одговорност за ова. Нема државен удар, Лула останува, нели, како претседател на Бразил. Во вториот дел од нашата емисија ќе дознаеме или ќе пробаме да дознаеме што ќе се случува кај нас, затоа што Бразил е убава земја, но ние живееме, за жал, овде каде што нема ни Копакабана, нема ни бразилки, нема ништо од тоа. Не имаме Коцакабана, не видите така. Пробувавме, но ја замреш, Илегов ја затвори нашата Копакабана во тој прекрасен и чист Вардар, нели, каде што можевме да се бањаме. Чист Вардар. Не, добро, тоа од Берлин, у Берлин исто така нема, не се бања никој реката, ама има плажи. Така исто, не знам Врби дали има на Копакабана. Останете со нас, краток блок реклами, музичка пауза и се враќаме со Македонија. Пак те фати црвено светло? Честитки!
што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/ds Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик. Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Лидер на добро познатата фреквенција 107,4 FM, но и на нашиот видеострим во живо на Facebook. Ивица, Ај само ново пред да- нешто има од Бразил? Не, пред да завршиме, само да завршиме со Бразил, што е тоа што малку загрижува? Значи, овие манифестантите, ова е македонизација на бразилците викаат манифестанти. Демонстранти, значи. Демонстранти, да. Македонскиот превод е демонстранти. Значи, они има нешто како камп пред генералштабот на војската што е во Бразилија. И демек таму бараат, ајде, интервенирајте и така натаму. Се вратија назад, најрадикалниве, значи влегоа ваму, се вратија назад. И сега војнава полиција се обидува мирно да ги растера. Во моментов полицијата на Федералниот дистрикт исто така е тука и тие внимаваат со Пробуваат интервенцијата, нешто? но генералите се сретнале заедно Ивица. со министерот за одбрана и заклучиле дека ова треба се затвори. Бразил е расно дезертифицирана земја. Тоа е. Но и двајцава белци. Па не, Лула е малце така. Има некои црти и поразлични. Болсонаро не. Види, факт е тоа, дека во цела Латинска Америка Дилма нели има бугарско потекло? да, Претходната да, председател. иако види не го Така познавала татко и мислиш ним дека тој многу рано починува и развод некој. Тој нешто коминтерна стил бил, така? Абе не. Вид, не е бил некој политички активен човек. Да, меѓутоа тој не. Но се да се вратиме на ова. Ова што го праша. Расно најмешано општество во светот се тие. И не само тоа, туку има една работа што ке мене ми е интересна, кога ќе видиш ке нивото општество, например во тие фавелите, што ги зборуваме. Фавелите се интегрирани расно, ќе ги видиш од најплави до најцрни. И сите можни комбинации измеѓу. Најголема јапонска заедница надвор од Јапонија е во Бразил. Затоа што кон крајот на 19-тиот век, кога била демографската транзиција на Јапонија, ти имале вишок население и се населиле многу таму. Нема што нема, значи во таа земја, меѓутоа факт е и тоа, како во секоја латиноамериканска земја, како идете нагоре елитно, станува се побледо и побело. Исто и во Македонија. Да. Мада ние немаме. Немаме, добро. Немаме различни раси. Ние имаме види, македонци, албанци, Ова албанци што се дури загрижува е што побели еве од нас. денеска ќе се излеат некои протести, наводно велат дека ќе блокираат продржувачите на Болсонаро улици, едно друго, така што значи тие две точки загрижуваат, но меѓународната реакција е прилично јасна дека глупости не треба да има. се префрлиме на Македонија, дали на Македонија може да и се случи бразилско сценарио, затоа што гледаме нова тиранска платформа. Претходната тиранска платформа кога беше, имавме упад во собрание. Сега имаме нова тиранска платформа, односно Еди Рама ги собира лидерите на албанските политички партии во Албанија и повторно на еден ригиден начин, веројатно повторно под знамето на голема Албанија како и претходно ќе промовира нешто и ќе се обиде некако политички да го искористи сето тоа. Како ќе го прокоментираш ова? Лошо.
Значи не ми се допаѓаат вакви екзибиции. да. Затоа што прво види еве една од паралелите што ќе кажеме на пример немаше во Бразил платформа од Буенос Ајрес, еве да речеме околу целата оваа работа. Тоа е едно, второ не е убаво. Види, Балкан е ова. И сега кога лидер на една држава собира етнички лидери од друга држава, тоа лошо изгледа. Тоа е едно, второ. Албанци гласат и за ВМРО, ДПМН и за СДСМ. Зошто не се таму и Христијан Мицковски и Димитар Ковачевски? Зошто не е Моника Зајкова, еве? На локалните избори албанци гласали и за ЛДП, така? И за Дом. И Морачанин треба да биде таму. Павле Тројанов. А зошто не е таму? Еве во Карпош. Ако гледаш, ако направиш анализа на гласот, за Стефчо Акимовски гласа албанците од Карпош. Зошто Стефчо Акимовски не е викнат во Тиранска платформа? Ме сваќаш. Значи не ми се допаѓа ова. Второ, затоа што се уште се сенките на првата тиранска платформа се уште висат над македонската политика. Значи, Македонија е суверена земја и политиката на Македонија треба да се крои во Скопје. Јас прифаќам дека етничкото на Балканот значи понекогаш и се изразува и политички. Но не можам да прифатам вакви работи. Па на пример еве ние во Македонија ако морам да направам една паралела. Имаме и лидер на србите Иван Стојковиќ, кој што точно кога Србија прави некој настани го викаат таму, меѓутоа не чувме некоја белградска платформа сега, затоа како да и може и Милетич да го викнат на таа. И Милетич веројатно има нели уште една српска партија коалиција со СДСМ, сигурно и не го викаат таму. Ама не ги собрал Вучич сите тројца, нели под знаме на Велика Србија, под карта на Велика Србија и сега таму да разбрава. Ама Македонија не е дел од картата на Велика Србија. Зависи која се, има таму поише реформации на картите на голема Србија. Мислам дека Карловаc Вировитина е последната горе. Свашта има, види. Од нас има откажано, да. Балканот е познат по такви особено идеи. Сега откажувањето од Македонија од концептот на голема Србија го испеа и Порфирија, така што не види. Подцртање карти Балканот е познат, нели? Имавме сега имавме некоја природна Албанија, глупост. Знаеш, ова доаѓа во еден чуден политички момент. Ова сега ќе се обидам да изнудам атрактивен одговор од тебе. Значи прво ова доаѓа во момент кога ние јасно гледаме превирање во Дуи. Добро, да. Затоа што видовме дека онаа огнена група која себе се нарекува, нели, огнена група, онаа група на Изет Меджити направи еден огромен собир во Студеничани. А тоа е мало место, а собирот беше огромен и на тој собир беше наречен одговорникот Изет Меджити, Артан Груби беше наречен Болва. Види се, на што личи тоа те прашувам? На кавадаречки тоа е Б. Нема друго сега на ти кажеме, сега се доведуваме по ситуација ја и ти да го браниме Артан Груби сега како ти кажам. Не. Политика е, меѓутоа мора да се внимава. Се без разлика можам да мислам што сакам за Артан Груби, но не можам да го обесчовечам. Сега, ме разбираш. Мислам најлошо во однос на неговата политика. Башка Болви може и некои корисни работи да имаат. Не, само. Знаеш, сепак, значи доаѓа во еден, гледаме, тоа е веќе сериозен судир во Дуи, а мислам дека тој длабок судир во Дуи пред се заснува за тоа кој ќе биде преоден премиер. Затоа што нели во коалициониот договор со СДСМ ти има дека 6 месеци ќе има премиер. Мислам дека не е само тоа. Мислам дека можеби кој ќе го замени Али Ахмети, кој веќе е спремен за политичка пензија која ќе му видиме колку години. Веројатно знаеш, да, никој не може да избега од биологија. Но ова се оди во веројатно станува збор за позиционирање во Дуи околу тоа што ќе се случува како разврска која ќе се замени Али Ахмети. Но се ова оди во корис на тезата дека Дуи паѓа како кула од карти. Види, од моментот кога ќе се замени Али Ахмети. Пак имаме и ова со така наречениот француски предлог и сега ако повторно во Тирана Еди Рама Паш мислам дека тоа и ќе биде главната причина. Тоа темата сега таму, зашто види минатиот пат излегува некои луди работи сега.
Македонија да признае дека геноцид бил вршен од албанците од 1912, 1900 која беше? Значи, 600 заврши таа етапа, сега веројатно поголемо Ма лудило не треба заврши да како очекуваме. заврши, не се извинија за тоа. Значи, да, но што сакам да кажам, значи од една страна точно тоа го имаме ова со расколот во Дуи. Да. Од втора страна имаме делот со Бугарија. Да. Од трета страна мораме да нотираме дека обично секогаш работите на Косово се излезени од контрола, но сега се малку повеќе излезени од контрола, затоа што видовме крвав бадник Страшно. на северот од Косово, кога Не беше беше северот во Штрпце тука. во Штрпце, на 50 километри од Скопје. Ма не е ни толку. Од Штрпце луѓето знаеш дека доаѓаат студираат у Македонија. Да. И на пазар доаѓаат. Па мислам и дека зборат македонски. Да, диалектот. Диалектот е многу посличен со македонскиот од со српскиот јазик. Беше пукано во деца. Во деца, едното беше 11, другото 20, ако Да. не се. Страшно, во секој 21 случај. година беа застрелани децата. Среќа немаше смртен случај, ако имаше Не само тоа, смртен туку случај има можеме претходно има цело ескалација има сега. и со полицискиот службеник кој беше малтретиран. Има ескалација И со, таму, да. значи, очигледно е дека на Косово врие во одредена мера и токму во тој период Еди Рама ги собира македонскиве. Тоа е исто праќање до една многу лоша порака и до официјален Белград, со кој Еди Рама заедно па го гради Open Balkan. Исто е, знаеш, онака, сите сме за Open Balkan, ама у меѓувреме ај сега малце племенски работи да тераме, а суштината на видиш, Open убаво Balkan е дека не кажава. треба да има Убаво племенски. кажава. Тоа, значи, токму тоа е тоа што нервира, знаеш, онака. Затоа што да се разбереме. Да, он се поставува као поглавица да иде. Не види, да се разбереме. Еди Рама е доволно паметен, а доволно паметни се вие што идат таму на средбата, да знаат дека во Македонија, точно е, голема Албанија како концепт е работа која што ја возбудува политичката сцена и лошо се одразува. Затоа што види, не можеш ти пази, нема цртање нови граници без крв. Да се разбереме. Нема. Ивица, но И сега, вака кога ќе видиш, мислам, лошо е, пази, призивање на некои духови е лошо е, пази. друга многу интересна паралела со овие случувања, Ивица, мораме да ја нотираме, а тоа е дека во оваа ситуација најпонижен од сите, и тоа мора да го констатираме, најпонижен од сите е македонскиот народ, но на второ и на трето место по пониженост се Димитар Ковачевски и Стево Пендаровски. Зошто? Прво, срамно е што Димитар Ковачевски не излезе со никаква реакција во однос на ова. Значи, тоа е една срамота Тоа е од дно. невидени размери. Да. Ја денес ќе пратам дали ќе има пресконференција, сакам да отидам да ја видам таа работа. Значи, да го прашам, затоа што тој е премиер на влада, најголем дел од политичките чинители кои ќе отидат таму се формално или неформално во коалиција со него, единствено Касами не е во коалиција со Ковачевски, сите други се. Добро и Алијанса е веќе во тргната по тој пат. Значи, и сега премиер на странска држава, него му ги собира сите коалициони партнери таму и он кјути. Значи, тоа е, не знам како да ти објаснам, Поста шефот на државата исто. Тоа ти е како да знаеш дека сопругата ти изневерува и сите да знаат дека ти изневерува, а ти да си тераш по старо и да си молчиш, нормално дека ќе бидеш земен со подбив. Тоа е првата работа. Втората работа, која исто така е шокантна во целата оваа приказна, е тоа што шефот на државата и врховниот командант на армијата на нашата земја исто така молчи. Го нема никаде. Они се бават сега со Бадник. Иако Бадник заврши, денес валјда со Свети Стефан ќе се бават. Наместо да се бават со овие сериозни политички Не прашања. пресериозно е ова Лјупчо. И сега Не играч. не може Ковачевски да нема став во однос на ова прашање. Значи не може. И не може да каже дека сега не викам
војна да отвара, да растура Нема да коалиции. кажа тоа нивна работа таму. Да. Но во најдобра мера да кажеме, ова не ми се допаѓа. А на кој И му се сметам допаѓа? дека ова е сериозен проблем и надворешно влијание на македонската политика. Ама факт е тоа. Факт. И исто така многу интересна паралела. Колегата Геровски пишуваше на темата, малку може би издиша неговата приказна, но она што е вистиното од неговата приказна е дека очигледно е дека во СДСМ внатре има одредени превирања. И ова доаѓа во исто време и со тоа. Значи, знаеш, јас сум еден од оние кои што додека не видат да се прелее во јавноста, не верувам во вакви најави. Па не, види, јас се обидов тоа да го прелеам во јавност. Да, ма нема уште. Значи, види, од една страна има тоа дека Оливер Спасовски мудро молчи и вели прашајте го Ковачевски, а Ковачевски го нема нигде. Добро, се Ковачевски е под Јорган Планина. Добро, се обидуваш се ова малку да го... Не го дујам. Значи, јас ти кажувам како е ситуацијата. Факт е дека еве сега ќе се вратиме назад, малку да продебатираме. Колку министри има Димитар Ковачевски во оваа влада кој ги поставил тој? Ни еден. Еден има заменик министар за финансии, тој му е другар. Да, не знам. Еден. Значи, он има донесено еден кој не бил претходно министар. Добро. Во време на Зоран Заев. Сите други, од прв до последен, се кадри на Зоран Заев. Значи, сите министри. Добро, ма се види во иста партија, не можеш ти да направиш радикална значи, промена. Сега види, не викам ја радикална партија, но друго види. си бил Добро. Си бил во влада. Колку е важно председателот на владата, односно премиерот, да ги познава добро и да им верува на оние со кои работи. Да бидат луѓе од доверба. Никола Груевски цел систем изгради околу неколку луѓе со кои цел живот соработник уште кога бил министер за трговија, за шо беше, као Милијана Киевски, као Гордана Јанкуловска. Пак се споредуваме баби и жаби. Значи, кога Димитар Ковачевски ја водеше СДСМ во избори? Никогаш. Па сега што понатам? Да, но Димитар Ковачевски како премиер, како прв човек, независно што не победил на изборе, има право. Односно, не има право. Добре, да би требало да постави луѓе кои се негови. За во однос на тоа колку е слаба неговата позиција, за време на празници излезе едно соопштение. Партијата предводена од Ковачевски и од Зечевиќ. Ја прв пат гледам дека двоец води партија. Генерален секретар дека води партија. Тоа е Значи, сакам да ти кажам нешто. Може би па Миле се судрил со овие, знаеш? Појма, види. Да. Значи, како да кажам, очигледно е дека без разлика што се обидува, со далечински управач не може да се раководи партија и не може да се раководи влада. Заев. Дека он е ајатолахот во моментот во Македонија е факт е. Пардон, 20 се, он и Али Ахмети. Меѓутоа Али Ахмети е барем пратеник кој не е ништо. Дека може така да теледиригира, не може. Липчо. Да, но негови луѓе се. Не може. Кои? Абе негови луѓе у партија се сега види. Министрите. Дури и кога има една темелна промена у партија, не можеш да имаш толку длабока промена. Сега ајде се разберем. Кој беше бе Љупчо Николовски пред Зоран Заев? Ај жити се. Значи дај сега да се, значи Љупчо Николовски како име на македонската политичка сцена не постоеше. Значи ни СДСМ ни никоја можна партија, никоја можна комбинација, ниту медиумски, без разлика на Оливер как. Спасовски постоеше. Добро, да, Оливер Спасовски е дека има специфична политичка тежина. Кој ја познавал било кога Славјанка Петровска, кој го познавал било кога Благој кој бил бе тој Благој Бочварски пред Заев ги, значи како да ти објаснам, најголем дел од министрите во оваа влада ги измисли. Ама види, точно, види, од една страна точно, од друга страна Бојан Маричич пред појавата на Зоран Заев беше ништо. Невладин активист. Здружение на граѓани. Добро беше сопруг на пратеничкот СДСМ. Меѓутоа, пази, друга сакам да ти кажам, тука малку мора да кажам дека и медиумите не се вршат домашната задача. Затоа што партија е специфично тело, треба да се посвети некој да ги следи тие внатрешни поместувања. Се што се случува, појма немам што се случува.
Ако се прелее судирот во јавноста, ќе видиме што се случува. Ако воопшто има судир, ја не знам. Факт е дека тие се слаба власт. Факт е дека немаат авторитет да владеат. Се шо понатаму? Во однос на имаме тука едно прашање од гледач, ќе се вратиме на овие македонски превирања, македонски прашања. Имаме едно интересно прашање. Значи Грција по се изгледа ќе го затвори Центарот за македонски јазик во Лерин. Тоа е загрижувачки, видиш. И дали виде на што се повикуваат? На Преспанскиот споразум, односно договор. А видели на што се видели кога се отвори центарот, па што кажа Заев? Дека тоа било придобивка од Преспански. Сега ќе видиме кој како. Да, но Оливер Трајковски вели Грција не го почитува Преспанскиот договор, не само нели со ова прашање, во многу други. И називот на земјата тамо не пишува ни Северна Македонија, Скопје се уште пишува. Кога вика тоа? Оливер Трајковски. Добро. Вика, бидејќи Грција не го почитува Преспанскиот договор, има право да ги имаме ли право да ги вратиме старите имиња на институциите и на пасошите, зашто според договорот требаше да се променат пред да станеме на членка на ЕУ, а не по се изгледа никогаш нема да станеме членка ама на нема ЕУ. да се случи тоа. Значи, чекај се. Ова мене ми е нов момент затоа што одамна не сум го анализирал Преспанскиот договор. Ние можевме до ден денес пасошите да си ги задржиме затоа што не сме членка на ЕУ се уште? Па не само тоа, куп работи има внатре кој што, значи види, проблемот знаеш ли што е? Проблемот е што брза да го направат ова како завршена работа Заев и Заевци, овако, колку брза и они мислеат дека на тој начин ќе добијат некои си поени пред меѓународната заедница, па еве како овие што бараат воена интервенција на во Бразил, така и овие бараат меѓународна интервенција тука што ги задржи на власт. Значи не оди тоа така, Лјупчо. Не оди тоа така. Да, на вистина ова ми отвара нови... И ова кажува колку штета направи тој Зоран Заев. Дилем... види дека направи штета Зоран Заев, тоа веќе и на врпчињата им е јасно. Ајде да се вратиме, чекај сега, ова што го анализира. Дека, види, долги празници, како што беше овој претходниот, значат и на друга работа, Лјупчо. Долги празници забрзуваат во политиката. Ако да речеме, ако некој власт губи рейтинг, по долги празници го губи многу подрастично, подраматично. Знаеш. Да, мислам дека сега ситуацијата е уште... И сега види, во наредните, сега, може би Недолава не, затоа што Недолава уште е некоја инерција, да речеме, од празниците. Деца се на распуст до кога? До крајот на месецот, така нешто е. До 15 мислам дека се. Така, до 15. До Недолава, до петок. Значи, потоа ќе видиме едно забрзување. Или до 20, не знам. Ќе видиме едно забрзување во политиката и нештата ќе почне да се така не учени, нема учебници предходно, така што. Нештата ќе почне да се кристализираат. Да, дека ќе почнат да се кристализираат најавите кои ние ги имаме како медиум, се дека на следниот седница на Централниот одбор на СДСМ се очекува внатре веќе да си ги извадат на маса своите идеи што ќе прават понатаму и 2-3 крила да имаат сериозен конфликт. Значи кои крила е? Исцрте ми ги сега за да видиме. Значи вака, првото крило е Миле Зечич и Димитар Ковачевски. Како е крило? Добро. Па добро, тоа е двојка со плюс нели некој поддржува, како луѓе кои според нивните тврдења, тоа е двоецот кој ја води партијата, не го тврдам ја, они си го тврдат тоа. Значи тоа е двоецот кој ја води партијата. Второ е Зоран Заев, заедно со целата негова нели структура, позната у СДСМ со едно навредливо име Селско крило. Ја нема да го искористам, иако многу му доликува тоа. Иако многу им доликува. Тоа сами си го кажуваат, не им го кажувам ја. Добро. И третата структура која во целата ситуација, тоа е министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски, кој има добри односи со Заев, но е човек кој е најдолго од сите тамо на политичка функција и веројатно има најдобро етаблирано, со најмногу
единствен кој има своја структура внатре, а е обичен, нели, министер. Има обиди Ковачевски да разреши тројца министри. Денес, доколку има пресконференција, Не, наводни обиди. закажано, да, ја ќе отидам и ќе го прашам. Ако каже дека нема да го менува Оливер Спасовски, ако ми одговори дека нема да го Оливер Спасовски да го смени, ќе ми ја погребе темата. Но ако каже дека они ќе видат, ќе евалуираат и така натаму, тогаш има сериозен муабет. Значи работата е, постојат некои брифинзи дека дека се обидува Ковачевски да разреши 3 министри. кои се трите? Благој Бочварски, Лјупчо Николовски и Оливер Спасовски. Значи тие тројца. Од кој што клучен е Оливер Спасовски. Од кој што најклучен е Оливер Спасовски. На Ковачевски, на Оливер Спасовски веќе не му се допаѓа и на Заев тоа што за прв човек на АНБ беше поставен човек кој баш и не е близок со нив и никогаш не бил. Значи дури сосем спротивно. Добро, не знам. Сега види зборуваме за директорот значи, слушам, на АНБ. Морам да кажам една работа. Слушам разноразни разговори, меѓутоа Не. Не сум го следел тоа. Да продолжиме понатаму, сега да ти ја кажам теза. И што се случува се? Сакајќи да ги разреши овие тројца министри, двоецот Зечевич Ковачевски сака, нели, да наметне своја политика, своји кадри во владата, затоа што, пак ја кажам, Ковачевски е премиер што нема ни еден министер. И сака да има тројца, сега станува збор за три битни сектори. Веројатно најбитен сектор после финансии, кој е кај земјоделие е значаен сектор за голем дел од нашата земја, транспорт и врски е значаен затоа што има многу пари таму, така? И кога ќе видиш како се позиционирани работиве, многу е логично и очекувано Ковачевски да сака да инсталира таму своји луѓе. И тоа не е ниту скандал, многу е логично, знаеш. Сега што се случува? Тоа се би било идилично доколку Ковачевски имаше мнозинство број 1 во цел на партијата, односно централниот одбор на партијата. Тој таму нема мнозинство, тоа се луѓе на Заев. И второ, за да назначите, односно за министер, треба да ви кренат раце и пратеници. Па се поставува и прашањето колку Ковачевски има контрола поголема, нели, од овие што сака да ги разреши и врз пратеничката група. Токму затоа, извини, само да го докажам ова, па ќе дојде. Токму затоа Оливер Спасовски на прашањето на Радио Лидер одговори доколку има нешто такво, тоа ќе се дискутира во рамки на партијата и во рамки на пратеничката група. Сега, знаеш, логика, зошто инаку би ја спомнал пратеничката група Оливер Спасовски? Освен како модалитет да прати една порака, окей, ајде, пробај. Знаеш, ја имам, веројатно Оливер Спасовски има поголема контрола таму, што не може да му помине. Може и поинаку тоа да се толкува. Знаеш, може да се толкува како почит кон премиерот. Сега затоа што види, од друга страна, па да кажем, министер на вътрешни работи, нема ни мене никој да ме смени. А можем премиерот кога сака да го смени, тоа нели? Да, но дебата. Но зошто алудираше на дебата? Он можеше да каже, јас сум во извонредни односи со Ковачевски, не ми го кажал тоа, ако има нешто. Значи, ајде да видиме. Знаеш, има тука многу финеси во целата оваа работа. А дека Ковачевски сака да наметне контрола. Тоа е сосем природно, веќе година дена е премиер. А види, ако централниот одбор одлучи, и ако нема расцеп, тогаш пратеничката група ќе следи тоа. Што? Што одлучи централниот одбор? А што доколку одлучи централниот совет, имаш 5-6 пратеници кои се сигурно поврзани со Зоран Заев, со Оливер Спасовски, затоа што они ги ставиле да бидат пратеници. И тие нема да ти кренат рака. Добро, но партиите се поинакви животни, знаеш и самиот. Значи, партиите се, не, ова го гледавме ВМРО ДПМН и ВМРО Народна. Значи, ама чекате, прво треба да видиме тоа код лаго. Така почна и ова. Да. Знаеш, ние сега немаме панорама, имаме најава за панорама. Одиме со една музичка пауза. Со тоа што само ќе ти кажам, види, само да знаеш, многу потешко се случуваат расцепи кога партија на власт.
Тоа не важи за СДСМ. Бранко и Бучко 2006 година го донесоа Никола Груевски на премиерската позиција поради нивниот раскол. Одиме со кратка музичка пауза, се враќаме назад да завршиме со М-карта. Се враќаме назад по кратката пауза да прочитаме дел од коментарите на нашите слушатели. Валентина вели, немаат чувство за понижување, не знаат да размислуваат, важно е да се на власт. Коментира за Ковачевски и Пендаровски, нели, што не реагираат на вториот дел од тиранската платформа. Не мора да реагираат, не може да бегаат. Лазар вели да се подсетиме дека Димитров викаше дека без пари ќе делат пасоши, дека пасошите со Северна нема да не чинат топтоварување. А не е така. Добро. Не е така, да, ја вадев некни пасош и тоа. Александар ни посакува срекна нова година и срекни празници и ние му посакуваме и на него и на неговото семејство и на сите кои не слушаат во овој момент. Перо Ангело вели избори во мај 2023 година. Сега видите, јас сум за тоа луѓето да нели дека треба да има избори, но вакви
предвидувања за моментумот, мислам дека ми се многу Баба Ванга модел. Затоа што прво за да се договорат избори треба сите политички силители да седнат и да се договорат која ќе бидат. Дури да не обстои оваа влада, Геровски да излезе дека е во право. Нешто што постојат, секогаш постојат шанси за тоа. Апсолутно. Да падне и владава, можеби па сега Еди Рама ќе ги натера да ја бутнат владата, тоа не знаеме. Но што и да се случи, моментумот на избори никој во оваа земја не е доволно мудар да го предвиди, барем според мене јас. Не сум од таа школа на гледачи на графче, пак на кафе. Ја сакам сериозно да пристапам кон процесите. Ивица, може да очекувам избори година според тебе? Абе види, јас бев убеден дека лани ќе има избори, меѓутоа и знам и зошто немаш, Украина ги спаси. Да. Сега, ситуацијава пак се загрева во една лоша насока за актуалната власт. Пак ќе речем, немаат авторитет да владеат. Знаеш, кој владее со држава? Али Ахмети. Добра, ама Али Ахмети колку гласови добил на изборите? Добро, тоа е... Сега, како да кажам? На друга страна, има граници на тоа. Има една анекдота дека кога го прашале од левите овој што председател на Советот у Карпош, како станал председател у Советот, и дошли ученици да се запознаат со политичкиот систем на општината и го прашале нели председателов на Советот, левица доаѓа дечкот, левица има 2 или 3 советника сега, да не 3 во Карпош, и го прашале, му рекле, добро, како станавте вие председател на Советот, и ој на деца кои биле прво, второ, трето одделение им кажал дуи систем, рекол дојдов, така и ова со дуи систем. Немаш, нели, не далеко си од прва партија, но ти владееш се затоа што ги оценуваш со тоа дека си во влада. Бе види, во теорија на коалиции се вели дека не влегуваш во коалиција ако не си потребен. Значи дека ако без тебе може да направат коалиција, не влегувај. Кога сме кај дуи Така систем, што, знаеш, сега дуи си ја користи таа позиција. СДСМ Заев ги внесе во оваа авантура. Знаеш, сега се зборува, излезе некаде текст дека Заев наводно залагал за голема коалиција, па бирачите го упатија кон голема коалиција во 2020 година. Што правиш? Меѓутоа тогаш требаше да продолжи живо со народот. Да, еве. Само секунда, имаме еден развој на настаните. Ивица, бразилскиот председател, се врати во главниот град. Дебе вчера Веднаш ја посети председателската палата и Врховниот суд. Уште вчера вечер беше тоа, гледавме тоа во живо. Ти не спиеше ноќеска. Па не, и дури на сигнални праќаше што се случува, а ние толку малку канали, се замараме со тој пуст Бразил. Имаше неколку канали кои што го следеа неколку канали нивни кои што одат на YouTube во живо. Така што тоа Ивица, да завршиме со М-карта. Убаво тоа. Значи со М-карта дуи систем, односно Бујар Османи, измислил некаква политика со која на носителите на една М-карта, кои се 69 или 66 до сега, не ми зимете за збор, забрзано 69, забрзано ќе чудна бројка 69. Забрзано ќе влегуваат на граничните премини. Нешто што представува според мене дискриминација, затоа што тие луѓе не се носители ниту на службени пасоши, ниту на дипломатски пасоши, така што не може да поминуваат fast track. Поднесов иницијатива во четвртокот пред празникот до Комисијата за заштита од дискриминација и спречување на дискриминација. Очекувам да видам која ќе биде реакцијата на оваа институција. Се надевам дека тоа трае, тоа нема да биде преку ноќ, нели? Тоа е, знаеш дека они си имаат поставка. И се следат, да. Но види, ајде да се вратиме на ова. Прво, еве да не тераме се на лошо, нели? Не се сомневам дека имал некоја идеја министрот Османи околу диаспората во ред. Дека таму има интересни ликови кои што сакаат да чуваат врската со Македонија, кои што сакаат
да ја Да, унапредат ама не се Македонија. факт. 53% од нив, 60% од нив не се албанци. Чекај се, значи, ај остави го тоа, за момент да го оставиме таа работа. Друго нешто да дискутираме. Значи, како се укажува чест и како се одава признание на луѓе од диаспората кои што оставиле трага во живењето во Македонија. Им се дава орден, одликување, медал, признание. Кој ги доделува овие награди? Овие признанија? Претседателот на државата. Има ли за тоа закон? Има. Има ли постапка? Има. Зошто не е направено тоа? Значи, види, на тие луѓе не им треба, најчесто тоа се луѓе кои што се добро ситуирани, кои што во животот постигнале многу нешта во средината каде што живеат и кои што сакаат врската помеѓу општеството каде што живеат и Македонија да ја зајакнат. Значи како треба да им се, но нив треба да им се најде орден некој, медал, признание кој што им значи. Овако. Знам дека ке тебе има еден цинизам, меѓутоа верувам дека значи тоа за луѓето. Признание значи. Факт. Иначе не и постои ако не значи, така? Јас сум еден од ретките кој не примил неколку признанија. Сега да се вратиме се на оваа тема. Им рекол, дај да од сите можни работи кои што можеш да се направат, можеш да се направи една конференција на тие луѓе. Тие самите прават конференција Македонија 2025, сами се финансираат, сами доаѓаат, сами тераат, така ли е? Да. Значи, можат самите да го тераат тоа. Се, одиме понатаму. Тоа не се случи, зошто не се случи, појма немам зошто не се случи. Од друга страна се смисли некоја М-карта, наводно брз влез на Скопскиот аеродром. Па види се. Скопскиот аеродром, од кога ќе слеташ до каде ги земеш коферите да излезеш, не трае подолго од 15 минути. И сега човек што е угледен, човек што е држи до себе, Да беше ова Кемал Ататурк или Хитроу или некој претерано ама без разлика, товарен. дури и тама, значи човек кој што држи до себе. Нормално дека прво ќе ги пропушти во ред повозрастните, сениорите, трудниците, луѓето со некои пречки и така натаму, што е елементарна пристојност. Ако е машко, дамите, нели? На крајот на криштата ти денот ти поминува пат, сигурно дека кога доаѓаш во Скопје, нема да одиш на Скопска берза за 3-4 секунди милиони долари да изгубиш. Мислам, нема логика, така ли? Тоа е едно. Второ, сум запознал многу луѓе кои што успеале во животот, Лјупчо. Ваква ситна привилегија никому од нив не треба. На крајот на краиштата. На крајот на Ристо краиштата. Гуштеров немало да плаќа кога ќе иде на балет. Прво, Ристо Гуштеров Тоа па да не збориме. не е тип што иде на балет, вака генерално. Па добро, не знаеме се. Ни на опера. Па не сум го видел ја. Сега ти ме прокултурчи. Идам, ја не сум го видел ниту на опера, ниту на филхармонија, Ристо Гуштеров. И сега он ки иде без пари као Ристо Гуштеров, нема 300 динара да дае, да гледа. Види, тоа е па дополнителна срамота. Значи, Тоа е па дополнителна срамота. Друго, на крајот на криштата големи или у бизнисмени, музеи да иде. големи бизнисмени кои што не сакат да плаќаат, да чекаат, си плаќаат VIP третман. Така ли? Ја стално така си плаќам. Не бе, ти се зборувам за ако зборувам, значи и тоа не е скапо во на Скопскиот аеродром, според за луѓе кои што ги имаат парите, за мене и за тебе е прескапо. Колку е VIP? Не е битно, меѓутоа Сигурно е 2-300 евра. Ма какви? Не, на Скопскиот аеродром не е. Да. Сигурно. 50 евра. Колку и да е, не е битно. Значи постои начин тоа. Да бе, Драги Рашковски за Мексико кога леташе преку VIP влезе. А не знаеш тоа. Добро. Овако. Поздрав до Драги Рашковски ако не слуша. Не, види, тоа е друг феномен, тоа е онака Се надеваме дека кога ќе не слуша на кога- некое друго место. тоа е оној феноменот кој што го нарекуваат србите кога опинокот ке се почевли, како да го наречеме на македонски, така. Но сакам да ти кажам, значи прво нелогично е тоа. Или да речеме ако тргнал во галерија види, еве јас контактирав со некои луѓе кои што не се на списоков, а кои што ставиле трага за Македонија и како што видов никому од нив ова не му значи ништо. Липчо. Верувам. Дури срам им е. Еве ќе кажам еден пример Горас во Соклија. Еве Никола Стиков, физичарот. Сега нив ги гледаме меѓу другото кога се во Скопје како учествуваат во културниот живот. Не само тоа, знаат да не викаат. Ама Горас Тросокле не ни го има на ова Не бе зборам, еве кажам и други, не само Горас Тросокле, замислете, македонецот кој предава на Коламбија, еден од
најистакнатите светски Точно, универзитети. И кој што кога е во Скопје стално го гледаме на филхармонија, на балет, во Кај театар, Таско на шишање, во изложби, во на изложби. значи, тој човек го нема на овој список, а има некој си шофер од Норвешка. Знаеш. Сега ти прво тоа ќе видиш, значи зборуваме ало Коламбија. Нема, не знам, професори од Бостон University, од Чикаго и така натаму, видни македонци кои ни го белат образот како нација, на Оксфорд истражувачи. Овие од Македонија 20-25 ги нема бизнисмени. Го нема Џон Битов. Мајк Зафировски. Ама помладиот е сега Битов. Мајк Зафировски го нема. Ги нема, имаш еден што е директор таму на некоја банка у... Бе, како се викаше, се врна паметни ми, овој македонец што е режисер во Москва, како се викаше, не е битно. Значи човек кој што во еден културен главен град со толку театри е еден од главните. Горан Момировски го нема у Берлин што е. Значи, не може Горан Момировски да нема М карта. Значи, не, ама да се вратиме, значи види, целата комична е целата ситуација и срамна е. Така што еве од мене една порака до МНР да ја повлече ова, да ја преобмисли и да најде друг начин. Милчо Манчевски го нема. Милчо Манчевски, иако пари прави у Македонија, но поише во Њујорк. Но без разлика. Да, он е дел од нека повлече оваа иницијатива, нека ја преобмисли затоа што ќе пропадне. Не само тоа, нели ја и ти добивме најави дека наводно сега неколку познати македонски правници, адвокати и предуставниот суд ќе покренат барање за заштита на човекови права, што е работа на уставниот суд. Не за еднаквост пред законите, затоа што види, сите сме ние при влез при излез еднакви пред законите, освен оние нели што има државата потреба од нив, со службени и со дипломатски пасоши. Сега, на страна тоа што веројатно и службени и дипломатски пасоши во Македонија имаат некои луѓе кои не заслужуваат да имаме и таква една информација. Но на страна и тоа, на страна и тоа што е уште една работа, најчесто носители на тие исправи по скопски кажем не се селјачат сега па додат на брза трака. Апсолутно. Кои си почекаат. Баш разговарав со еден пратеник, вели ја го имам тоа право да одам на брза трака, ама вика што имам четворица пред мене. Знаеш, сега и ги идам на брза трака за четворица. Амбасадорите, например, колегите го гледам, исто и дипломатите од МНР си чекаат. Никој не е будал. Не, има, види. Има по некоја непристоен човек кој што сака да покаже колку е привилегиран. Но во Македонија постои институт дипломатски пасош и постои не само Македонија, цел свет. Службен пасош. Тоа е меѓународно регулирано. Да, и постои пашо за странци, нели? И овој нормалниот пасош. Тоа е меѓународно е регулирано. Така. И сега ти многу закони кршиш кога на некој со нормален пасош му даваш привилегирани права. Не бе, тоа е, види, тоа е како да во приватен сектор, да речеме, во приватен сектор, еве, некој ако плати повеќе, си видел, нели, тоа го има во Америка, нели, кога иде човек во некои приватни зборуваме, например во Дизниленд. Има брза трака за некој шоперател, некоја специјална карта, да не чека со другите, така? Ама нема тоа во државни институции во Америка, брза линија, брза трака. Нели во банка има башка за овие правните лица, нели побрзо одат од физичките лица. Ама никаде го нема. Имаме од Дон Тони Петковски порака дека сме биле дегени. Од кого? Некој Дон Тони Петковски, го гледам си има сликано со Пендаровски. Добро. Има фейк наочара некоја нешто глуми Версач. Али добро, тоа говори многу за Пендаровски. Мада он е никаде, он со Шеваљ се сликаше. Никогаш не пазеле нашите политичари со кого се сликаат. Но без разлика на комплиментите да му се заблагодариме на фактот што не слуша и што не следи. Апсолутно, да. Ако он утрото го поминува со двајца дегени, ние навистина не можеме да одиме против неговиот избор и го храбруваме да продолжи да ги следи овие двајца дегени, затоа што можеби ќе научи нешто и ќе излезе од својата удобна позиција. Најтешко е да го отвориш умот, господине Тони Петковски, затоа што кога ќе го отвориш умот, може да сватиш многу работи. Например, има некои кои читаат книги
сваќаат дека се бугари. Некои има кога отворили умот сватили дека се геи. Има секакви примери. Но не треба па и многу да го отвори, затоа што ако го отвориш многу умот, може и да те падне на земја. Во секој случај, значи, мислам дека за денеска, така, Завршуваме за денеска со Дон Тони Петковски. го поздравив. Го поздравивме, имавме една одлична емисија, саат и 20 минути, успеавме сами да издржиме ова утро без ниту еден гостин, од утре, тоа не е литературно, од утре па натаму ќе се обидеме да ви донесеме свежи гости со кои ќе го најавиме почетокот на новата 2023 година во една интелектуална смисла, затоа што се друго е чамче муабет. Денес е 9 јануари 2023 година, 2023 лето господово. Јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски, техничката реализација на Димитар Митровски и Горан Лозаровски. Останете со 107,4, уживајте во прекрасната музика и ослободете си го умот за новата 2023 година. Во неа нема да поминете лошо доколку држите до себе, доколку држите до другите и очекувате нешто премногу, затоа што живеете во Македонија, постои голема веројатност дека ќе бидете зафркнати.